Голем сообраќаен проблем имаат жителите од штипската населба Три чешми. Тие се на само 3 километри од градот, веднаш до автопатот, а се одсечени бидејќи немаат соодветен ни влез ни излез од населбата. Исклучок треба да имаме од главниот пат од Скопје за од Три чешми да влезеш, нема каде се да се уклучиме. Мора да доеме на железничка доле на кружното, да се извртеме таму, па да дојдеме пак у Три чешми. Првиот ден кога се рушише надвожнакот беше прилично проблематично, моравме да одеме по црн пат приближно до браната што е. А потоа веќе воспостави се малку проток. Изградба на соодветен влез во населбата е нешто за кое овдешните жители помош побарале и од ресорното министерство. Тотално име немам проблем сега со влез со излез, ама работи се на тоа да го решиме што побрзо проблемот. Имаме комуникација секојдневно со министерот за транспорт и врски со Благој Бочварски, благодарност на него се залага, сами министр се залага да го реши тај проблем околу влезот на самата населба. И веруваме дека брзо ќе се реши тај проблем. Големите проблеми за овдешните жители станаа уште посериозни, откако започна уривањето на надвозникот пред кој до неодамна се влегуваше во населбата. Од општината информираа дека овој проблем бил надминат уште истиот ден, а сега влезот и излезот од населбата е нормализиран. Има донесено изменет режим на сообраќај, дел од насоките од магистралниот пат се пренасочени на регионалниот пат кој што поминува покрај населба Три чешми. Возилата се пренасочени на регионалниот пат и повторно се враќаат на магистралниот пат. И сообраќајот се одвива наизменично, со наизменично пропуштање на возилата од страна на правното лице кој што ги изведува градешните работи. Нема застој на сообраќајот, се одвива во услови на изменет режим на сообраќај и нема прекин на сообраќајот. Реконструкцијата на дел од регионалниот пат и изградбата на новиот надвозник би требало да заврши во рок од најмалку 6 месеци, пошто се ќе се регулира.